Нина и Артем Мариенко, двајцата во доцните 20-ти, живеат во Киев со своите две кучиња. Тие се венчале во ноември 2022, 9 месеци по целосната инвазија на Русија. Двојката сонува да станат родители, но вела дека неизвестноста и ризиците што ги носи војната ги тера да се плашат да имаат бебе. Контекст войны змушуете. Војната ме натера да размислувам поинаку. Мислите ми се фокусираат на тоа како ја замислувам бременоста во мирно време и како би се одвивала во време на војна. Тоа е нешто што многу ме кочи. Нина вели дека е загрижена за безбедноста, но и за условите за живот во Украина. Вже в тій фазі свого життя. Веќе сум во таа фаза во мојот живот кога сум максимално подготвена да имам дете, а војната е еден важен фактор што го спречува тоа. Украинската влада вели дека стапката на наталитет во земјата се намалила за 30% за време на војната, од 130.000 бебиња родени во 2021 на 86.000 во истиот период од почетокот на 2023 до почетокот на 2024. Годинава, вели, тоа се само 35 милиони. Демографична ситуација, Прогнозата за демографската состојба на нашиот институт е прилично песимистичка. Можеби за 15 години ќе не има 10 милиони помалку. Развиваме различни прогнози врз основа на различни сценарии. Хладун вели дека владата на Украина треба итно да го реши проблемот. Како главен предизвик, тој ја наведува економската неизвестност. За да се справи со проблемот, украинската влада годинава одобри стратегија за демографски развој, план за заекнување на економските и социјални услови. Таа има за цел да ја зголеми стапката на наталитет, да ја намали смртноста на доенчињата и да го промовира враќањето на украинците кои избегаа во други земји за време на војната. Тетјана Наратник, акушерка во едно од водечките породилишта во Киев, вели дека многу од незините пациенти сега се внатрешно раселени лица. На жаль, Овие жени имаат одредени компликации за време на нивната бременост поради стрес. Исто така, многу жени немаа можност да посетат клиника, да посетат лекар и да направат одредени прегледи и консултации. Анастасија неодамна ја роди Оливија. Со незиниот сопруг и постариот син, Анастасија, која одби да го даде целото име, избега од руската окупација на Северодонецк во регионот Луганск во март 2022. Второ дете беше долгогодишен сон за семејството. Анастасија одбра да не чека. Во еден момент војната ќе заврши, а децата се среќа. Се реков, зошто да не? Кога, ако не сега? Нина и Артем не ја делат само довербати оптимизмот на Анастасија и незиниот сопруг. Во денешно време само глупавите или отчајните луѓе прават деца, па може би еден ден и ние ќе паднеме во една од овие категории. Многу млади парови како Нина и Артем се на крстопат, прашувајќи дали сега треба да го основаат своето семејство, да чекаат подобри времиња или воопшто да не го прават тоа.